Кавадарци денес и утре ќе биде домакин на серијата на настани поврзани со проектот Бизнис информативен и иновативен центар, кој преку ИПА програмата за меѓугранична соработка го реализираат општините Кавадарци од Македонија и ЕДЕС од соседна Грција. Грчката делегација денеска прво беше примена од градоначалникот Александар Панов, кој исто така имаше и свој пригоден говор на отворањето на оваа дводневна сесија на настани. За самата агенда и настаните говореа Тодор Ефремов, проект менаџер од Кавадарци, и Евангелис Киријаку, директорот за туризам од општина ЕДЕС Воден. Проектот Бизнис информативен и иновативен центар е финансиран во рамките на ИПА програмата, втората компонента за погранична соработка со Република Грција. Овој проект го имплементираме заедно со општина Воден и е еден од низата проекти кои што ги имаме имплементирано во соработка со општина ЕДЕС од соседна Република Грција. Овој проект опфаќа низа активности, како инфраструктурни, така и меки активности. Инфраструктурните активности ќе бидат насочени кон изградба на бизнис информативниот центар, кој што ќе се наоѓа во поткровието на градската библиотека, каде ќе овозможиме на бизнис секторот, односно на предприемачите кои ќе отпочнат со собствен бизнис да имаат на располагање собствени канцеларии и опрема, која ќе биде како поддршка за нивното првично 6-месечно работење од почетокот со нивната работа, како и 2 конференцијски сали кои ќе бидат на користење како на новите предприемачи, така и на бизнис секторот кој веќе работи веќе се ставени во функција. Исто така имаме низа други активности кои што ќе се реализираат на двете страни од границата, кои опфаќаат бизнис средби помеѓу бизнисмените од двете страни на границата. Една таква средба веќе се одржа во општина Воден, а понатаму очекуваме да се одржи во општина Кавадарци. Таквата бизнис средба е планирана во текот на утришниот ден да се реализира. Исто така во текот на денешниот ден ќе имаме и имплементација на едукативни серии и работилници кои што се однесуваат на учениците кои завршуваат со 4-та година гимназија и во другите и во останатите 2 технички школи во општина, средни технички школи во општина Кавадарци. Оваа категорија е опфатена заради тоа што проектот како резултат на проектот се очекува да студентите, односно учениците се подготват за пазарот на трудот. Исто така имаме и промоција на локални производи од двете страни за стопанствениците кои што се занимаваат со производство на локални производи. Една ваква изложба беше организирана минатата недела во општина Воден, Република Грција, каде што наши стопанственици се представија со своји локални производи на грчкиот пазар. А исто така ќе имаме и презентација на локални производи кои што се произведени во Република Грција, во општина Кавадарци и заедно ќе изложуваат во текот на утрешниот ден со нашите локални производители. Овој настан ќе се одржи е од јавен карактер и ќе се одржи во Домот на културата Иван Мазов Климе. Овој проект се очекува да има низа други активности. По завршувањето на градежните активности ќе има и промоција на инфраструктурата која ќе биде изградена, како ќе следува и додалување по јавен конкурс на лицата кои идни предприемачи кои ќе се јават на овој конкурс за да ги користат субвенциите од општина Кавадарци, а тоа се бесплатни канцеларии и бесплатна опрема за како поддршка за првичното 6-месечно работење на новите стартап бизниси. Кога се очекува проектот да заврши овде кај нас во Македонија, со на фактот што бизнес партнерот од Грција кај них веќе завршува проектот? Во декември завршува и се комплетират активностите од страна на грчкиот партнер, а во општина Кавадарци проектот завршува во септември месец. Во наредните неколку дена ќе имаме можност да разговараме како би можеле да ги поврземе руралниот, индустријскиот, сервисниот сектор и секторот за туризам. Тука сме да ја поддржиме имплементацијата на изложбата на локални производи. Во насока да ги зајакнеме трансакцијската соработка во пограничниот регион. Како што знаете, имаме одличен квалитет на вода и цреши, а вие имате многу квалитетно вино и постојат огромни можности за соработка во секторот за туризам. И да го вклучиме зајакнувањето на предприемаштвото, посебно кога се работи за млади предприемачи и жената како предприемач.
Ние не сме предприемачи, ние не сме бизнесмени како општини, но меѓутоа верувам дека сме базата која што може да поттикне соработката на предприемаштвото помеѓу двата региона. И секако една од главните цели која што сакаме да ја постигнеме со овој проект е да ја намалиме моменталната состојба со невработеноста во двата региона, преку овие активности да го спречиме и одливањето на мозъци, кое што е нели позната појава како во Република Македонија, така и во Република Грција.